Почитувани слушатели, ви посакувам Божји благослов. Зошто постојат толку многу христијански толкувања или цркви? Библијата или Светото писмо зборува дека има само еден Господ, една вера и едно крштавање. Тоа го запишал апостол Павле во Ефесјаните 4 глава 5 стих. Самиот текст нагласува дека треба да има единство во Христовото тело, бидејќи во него пребива или живее еден дух, се мисли на Светиот Дух. Во истата глава од Ефесјаните, Павле ги повикува верниците да бидат понизни, кротки, стрпливи и да ја негуваат љубовта, пред се љубовта. Тоа е потребно, за да се покаже единството во Христовото тело. Светиот Дух го создава вистинското единство и го просветлува умот на сите верници. Ако светот би бил совршен, тогаш секој верник би го проучувал писмото, би се молел и би зависел од просветлувањето на Светиот Дух. Но како што знаеме и гледаме, живееме во несовршен свет. И затоа сите не го слушаат Светиот Дух. Некои христијани дури го жалостат. Една од причините зошто некои луѓе имаат различни толкувања на Библијата е тоа што не го слушаат нивниот учител, тоест Светиот Дух. Ете ќе дадам неколку примери зошто постојат разни толкувања кои од тоа произлегуваат и различни цркви. Како прво, неверие. Факт е дека мнозина кои тврдат дека се христијани, всушност никогаш не биле и не се наново родени од Светиот Дух, така како што зборува Исус Христос во Евангелието според Јован 3 глава. Тие се нарекуваат христијани, но никогаш не ја доживееле вистинската промена. Таквите луѓе не ја читаат Библијата, дури и не веруваат во нејзиниот авторитет, а си земаат за право да поучуваат од нејзе за да ги оправдат нивните погрешни ставови кога им треба нешто. Тврдат дека зборуваат во името на Бог, а живеат атеистички без вера во Него. Голем број на погрешни толкувања произлегуваат токму од таквите извори. Невозможно е неверник да го толкува писмото на правилен начин. Зошто? Апостол Павле вели: душевниот човек не го прима она што е од Божиот Дух, зашто тоа е безумство за него и не може да сознае зашто за тоа треба да расудува на духовен начин. Прво Коринтјаните 2 глава 14 стих. Неспасената личност не може да ја разбере вистинската содржина на Библијата без разлика на неговите интелектуални способности. Тоа е така, бидејќи нема просветлување од Светиот Дух. Дури има и пастири или проповедници, бискупи, учители, кои не се на патот на вистината и го немаат спасението. Не знам дали ова може да послужи како добар пример, кога Исус се молеше на таткото со зборовите: "Татко, прослави го своето име." Таткото му одговори со глас од небото, а тие што беа во близина имаа можност да го слушнат гласот. Но едните зборуваа дека загрмело, а другите дека ангел му прозборил, и сите слушаа исто, но сите слушнаа тоа што сакаа да слушнат. Како второ, недостаток на образование. Апостол Петар ги предупредува верниците од погрешно толкување на писмото. Тој погрешните толкувања ги припишува на тие што се неуки и неупатени. Павле му вели на Тимотеј да биде вистински Божји работник, велејќи: труди се грижливо, да се покаже себе си достоен пред Бог како работник, кој не треба да се срамува и кој правилно го проповеда зборот на вистината. Не постои пречка во проучувањето, освен ако човек од неукост погрешно толкува. Трето, лоша херменеутика. Многу потешкотии настануваат од неуспехот да се примени правилна примена на добра херменеутика. Тоа е правилен редослед на толкување со знаење.
Ако се земе некој стих надвор од неговиот контекст, може да нанесе огромна штета во толкувањето. Ако се игнорира целиот текст и се земе само еден стих, тогаш сигурно ќе дојде до судир со одредени библиски стихови. Или, ако не се земе предвид историскиот, културолошки контекст на текстот, исто така ќе произведе проблеми во толкувањето. Четврто, непознавање на севкупниот Божји збор. Пример, Аполос беше силен, красноречив проповедник и мисионер, но не беше целосно запознаен со вистината. Туку само му беше познато Јовановото крштавање. Не знаеше за Исус на кој начин го приготви спасението, така што неговата порака не беше целосна, туку делумна. Аквила и Присквила го повикаа и точно го поучија во согласност со Божите зборови. Тоа е запишано во Дела на апостолите 18 глава. Откако го советуваа, тој правилно го проповедаше Исус Христос. Некои групи и поединци во денешно време се со истиот проблем. Имаат непотполна порака, затоа што се сконцентрирани само на некои делови од Библијата, а ги исклучуваат другите, бидејќи не се доволно подучени, немаат јасна представа како да ги осогласуваат текстовите. Како петто, себичност и гордост. За жал и тоа го има. Многумина нивното толкување на Библијата се сведува на личните побуди и настројства со посакувани доктрини на поединци. На некои луѓе им се допаѓа нешто што е сосема ново и што не е поврзано со историјата на црквата, или се сведува на некој од историјата и само тој се зема за авторитет, па се зацепуваат во нови откровенија и во нив бараат нова перспектива. Библијата им представува можност или шанса за лична промоција, како што тоа е јасно представено во посланието од Јуда. Како шесто, незрелост. Кога христијаните не созреваат како што треба, тоа влијае на нивното управување со Божиот збор. Павле во незрелата црква во Коринт им пишува следново: со млеко ве напоив, не со тврда храна, зашто уште не можевте да ја поднесувате, а и сега не можете, зашто се уште сте телесни. Нели сте телесни и не живеете ли како обичните луѓе што меѓу вас има завист, спорови и поделба? Незрелиот христијанин не е спремен да се храни со месо и тврда храна, тој е на млеко, а од него не може да се очекува зрели одлуки и исправни толкувања. Самиот начин на незрело однесување допринесува да се делат едни против други. И како седмо, неправилен нагласок на самата традиција. Некои цркви тврдат дека веруваат во Библијата, но нивните толкувања се филтрираат преку воспоставената традиција на нивната црква. Таму каде што самата традиција се спротивставува на Библијата, луѓето даваат предност на самата традиција и со тоа го одрекуваат авторитетот на Божиот збор. Сето тоа произведува да се дава водство на луѓе кои немаат Божи авторитет преку напишаниот збор. Библијата е јасна по сите важни прашања. Нема нешто нејасно во неа во врска со Христовото божество, рајот, пеколот, спасението по милост и вера. Меѓутоа, има и некои други нејасни теми кои не се поврзани со самото спасение, што водат кон разни толкувања. Например, немаме јасна представа колку пати треба да земеме Господова вечера во годината или каков стил на музика да слушаме. Искрените, честните христијани имаат различни ставови по оваа прашање. И значи ли тоа дека некои, ако не се согласуваат по овие прашања, да бидат непријатели или да не се дружат како христијани? Тоа што е важно е да бидеме догматични таму каде што е писмото догматично, а да избегнуваме догматичност таму каде што писмото не покажува догматичност. Црквата треба да настојува да го следи моделот на првата црква во Ерусалим. Таму се вели и беа постојани во апостолското учење,
општувањето, во раскрашувањето на лебот и во молитвите. Во првата црква постоеше единство затоа што сите беа втемелени на апостолското учење, кое им беше дадено директно од учителот Исус. Во црквата би имало единство ако секој се врати кон апостолското учење и ги отфрлиме некои погрешни доктрини, трендови и забави кои се вовлечени во денешните цркви. Господ нека е напомош на сите. Амин.